Денеска е 7 година, 7 роден ден на критична маса. 7 години сме на Скопските улици како неформално велосипедско друштво, заедно со сите велосипедисти кои што доаѓаат и ја возат критичната маса. Овој пат возиме под слоганот дека 7 години всушност се бориме за една институционална револуција која што се случува, но е се уште бавна. Во текот на тие 7 години ние ја анализираме ситуацијата на терен, пишуваме, предлагаме нови решенија, ги критикуваме институциите само со една цел да го подобриме, да ги подобриме условите кои што ги имаме сега на улиците за возење велосипед. Некои од конкретните работи кои што би сакале да се поместат после 7 години упорно комуницирање со институциите и инсистирање на подобрување условите, може да ги кажеме. Да. Некои од промените се видливи, почнаа да се реконструираат велосипедските патеки, да се градат нови и можеби за наши услови на некого тоа му личи дека е многу, меѓутоа според нас тоа не е ни малку доволно. Значи дури ниво аспект на инфраструктурна поврзаност не е доволно. Потребно е целиот град да биде покриен со велосипедска мрежа. Во некои делови од градот воопшто нема ни главни велосипедски рути. Потребно е градот да го искористи потенцијалот на реката Вардар, да се поврзе по целиот тек на реката Вардар. И многу други промени кои што треба да се случат на градско ниво, меѓутоа и на ниво на некакви национални политики, документи, правила кои што очекуваме да се донесат. Така во денешниот настан ги сумиравме најглавните барања кои што се провајуваат и ги преповторуваме овие 7 години до институциите, до град Скопје, до општините, до министерствата и така натаму. Пред 2 години од иницијативата на Точак потпишавте меморандум со градоначалникот Петре Шелеу, градоначалник на град Скопје. Како сте задоволни од имплементирањето на овој меморандум и воопшто со динамиката на подобрување на условите за велосипедистите? Делумно сме задоволни, како да се изразам. Се случуваат промени, се реконструираат патеките, меѓутоа не со задоволително темпо. Исто така како што претходно напоменав, не е само велосипедските патеки, тука се велосипедските паркинзи, тука е пристапноста на јавните простори. Да, поврзаноста по Вардар, небезбедноста која што луѓето се уште ја чувствуваат. Така што треба да се направат промени и на повисоко ниво, да се донесе правилник за велосипедска инфраструктура кој што се работи веќе со години, но не е усвоен. Да се донесе визија за нула жртви во сообраќајот на национално или барем на градско ниво, да се успори сообраќајот со физички мерки. Тоа започна на некои општини, меѓутоа се тоа мали микрочекори за да предизвикаат некаква позначителна промена. Значи овие мали промени што се направија предизвика поголем број луѓе да се охрабрат да го користат Точакот во споредба со претходно. И сега доколку се поставиме цели 5% да е велосипедскиот сообраќај 10%, секој да се чувствува безбедно барем понекогаш да користи Точак, потребно е да се направи многу повеќе, да се ослободат патеките од паркирани возила, од пречки физички, во образованието да влезе, едукацијата за велосипед. Да, листата е долга, може од настанот да искористите некои од барањата. Сега напоменав тоа што ми текна во моментот.